Кавадаречка културна есен продолжува, еве во ликовната дејност, ова вечер сме домаќини на една прекрасна изложба на автор кој што доаѓа од Скопје, а наш голем пријател, уште малку ќе го викаме дека и од Кавадарци, Љупчо Илиевски, познат помеѓу јавноста како Кокино, затоа што тој е првиот кој што со своите фотографии го прослави Кокино низ целиот свет. Вечерва се представува со еден циклус на фотографии од МОТ, Млад отворен театар. Манифестација која што пред 30 на години започна во Скопје и која што Љупчо Илиевски ја прати со својот фотоапарат и сите оние интересни моменти од сите представи кои што гостуваа во Скопје, тој се обиде и еве пред нас ги представува на овие фотографии. Љупчо Илиевски спаѓа во редот на, како ние обично милуваме да ги омеѓиме генерациите, во редот на средната генерација македонски фотографи. Затоа вака интересно го одбрав што значи тоа помлада, средна, нели, стара или возрастна генерација, тоа е толку релативно, меѓутоа, стручните лица и колегите и оние кои што на некој начин не сместуваат, не класифицираат во времето и просторот на нашето творештво, го омеѓиле тука, го ставиле во една средна генерација, инако е роден во Прилеп 1955 година, работи, живее, твори во Скопје одамна. И засега е единствениот фотограф од Македонија чии фотографии за мегалитската обсерваторија Кокино, кој што Темков спомна пред малку, се објавени во странство, односно во српското издание на престижното специализирано списание за фотографија National Geographic. Значи, негова специфичен уметнички стил, силен авторски печат и за себе вели дека не фотографира, туку дека пишува со светлината. И тоа не на актуелни теми, туку во фокусот му се наизглед неважни теми, кои ги обработува долг временски период и со голема посветеност. Сега, припитомување на крикот е вечерашнава тема. Наша на овие 40-тини, ако не се лажам, 35-6 колку се уметнички фотографии на Љупчо. Како да речем, во последните 7 години негов нов предизвик е една историја стара 4000 години, меѓутоа припитомување на крикот се занимава со театарска фотографија. Фотографијата, таа уметничката, е припитомување на вечноста, нејзин превод во визуелен јазик, разбирлив за човекот, а фотографиите на Љупчо Илиевски се најчиста реализација на оваа дефиниција. На оваа изложба за свој објект Љупчо го одбира театарот. Уметност која еднаш веќе го сегментирала и просејала светот низ своето око, и со самото тоа неговите фотографии стануваат двојна фокализација, двојна леќа низ која се гледа светот. Стануваат чиста есенција на стварност. Не би должел натаму, но би рекол вака од ова што го има Венко Андоновски кажено за конкретно припитомувањето на крикот. Вели, погледнете ги моментите што Илиевски ги одбрал за да ја припитоми вечноста во театарот. Ја одбрал суштината на театарскиот чин, а тоа е крикот. Нема театар без крик, и трагедијата е крик, и комедијата е крик, крик над несовршеноста на човековото суштество, над неговата мимливост, глупост и смртност. Љупчо тоа го знаел, кога ќе ги погледнеме овие театарски фотографии, снимени по разни поводи, на разни театарски настани и представи, говорат доволно. Значи, некои се фестивалски, некои се редовни репертуарски представи, театри до театри од Црна Африка, од Мали и така натаму, до тука се е тоа припитомување на крикот. На некои фотографии можете да видите и мирис. Чат од огнени змејови, мирис на сено од македонските крвави свадби, телесни мириси
од представи во кои еросот и страста се единствена облека, нели, на телото. Тоа е особина на големите уметнички фотографии. Синестетични се и покрај визуелната будат назална, акустична, тактилна меморија. Токму такви маестрални уметнички експонати на фрактализираната стварност стојат вечер овде пред нас. Допирајте, мирисајте, слушајте слободно, само со очи, за да станете свесни за присуството и на другите сетила кои се неопходни за секое одење во театар. И завршува, ова не е мое, Венко Андоновски. Љупчо Илиевски ви го овозможува тоа. Авторот е вечерва со нас, заедно со неговите дела. Се надавам дека следните денови и љубителите на уметноста, на уметничката фотографија, посебно на кавадарци и сите присутни во нашиот град, ќе уживаат тука во нашите простории, во градската галерија на Домот на културата Иван Мазов Климе. Јас ја прогласувам изложбата за отворена, ве оставам на кратко покрај неговите дела и со авторот. Во шега реков, ако бев град, сигурно до сега ќе се збратимевме. Веќе ми е ова четврто посета во оваа галерија и можете пријатно се чувствувам и затоа секогаш со радост доаѓам во Кавадарци, затоа што некако во македонскиот ген е присутно токму таа визуализација. И како новинарите што обично велат дека последната вест е прва вест, па јас ќе почнам токму така. Синоќа во доцните часови, не дека после 20 часот, во Скопје се отвори една манифестација насловена како Европско Скопје. Идејата на магистар Елизавета Кузмановска, која сакаше да спои неколку уметности во една уметност, па така јас ја добив привилегијата да го отворам тие денови на Европско Скопје со еден многу необичен проект, кој е насловен Траги, како мултимедијален проект, а тоа е за еден лустер од офицерскиот дом во Скопје, кој го направивме личност и персона, со 100 години живот и историја зад себе, со многу лузни и со многу белези. Таа изложба јас ја објавив точно пред четврт век или 25 години. Овој пат ја возобновив, цврсто ветувајќи си себе си дека нема да дзиркам во првото издание, за да не се повторувам. И така и бедна ја создадов, затоа што денеска техниката и технологијата се многу понапред, па некои фотографии кои беа критични со диаметрално спротивни светли и темни партии, сега се во можност да се средат малку и да се објават. И направивме нешто што е крајно необично не за Македонија, не за Балканот, туку и за Европа. Значи нешто што било снимено пред 30 години на филм, па префрлено во дигитална форма и сега објавено. Од тоа нешто произлезе оваа многу убава книга, насловена како мултимедијален проект Траги, во која содржи сценариото за играниот филм кој го направи Македонската радиотелевизија во далечната 93-та и уште пишаниот збор на Гоце Ристевски, минатогодишниот лауреат на Крива Паланка и сегашниот професор на факултетот во Скопје. И не заборавив, затоа донесов по еден примерок од целата манифестација на Европско Скопје и еден каталог за токму за оваа куќа да се подсети, па еве во името на сите носители од тој проект ви подарувам еден примерок. Што се однесува до театарот, сите оние што барем малку ме познаваат, знаат дека една од најслабите точки ми е театарот. И од секогаш сум го сакал и од секогаш сум го фотографирал. Ова сега што го гледате е циклус само од млад отворен театар, но има исто така убава серија, да речеме, од скрп и утеха, една театарска група која беше авангардна, голема авангарда во 80-тите и 90-тите години. Кога решив да ја правам оваа изложба, ова се фотографии од период од 82 до 96, значи 14 години недека,
И многу тешко беше да се направи селекција од илјадници фотографии да се дојде до 40. Кога дојдов до 100 фотографии, зошто тешко велам? Затоа што Млад отворен театар беше или се уште е, али мислам дека не е толку, култно нешто не само во Македонија, не во Европа, во светот. Значи немаше држава во светот што не сакаше да присуствува на Млад отворен театар. Па така можете да видите од Бали, можете да видите од Норвешка, Шведска, Данска, Бугарија, Романија, Буња Лунго и Хамлет Машина е нешто што може само да се доживее еднаш, не може повторно. Јас сум убеден дека од една представа може да се направат две галеријски поставки. Но не се само тие така моќни, и ние сме моќни. Ние, Колобан, тоа позади вас една серија од 3 фотографии. Со Кирил Ристецки, за жал покоен, Прилепскиот театар изработи исто така фантастично визуелна представа. Значи, морав да се обидам да ја дадам ширината на светските театри во Македонија, што присуствуваат, а од друга страна сакав да ги опфатам нашите театри, затоа што и ние немаме глумци, него глумчишта, огромни луѓе со толку голем талент, а многу од нив веќе покојни, за жал. И сакав да не бидат заборавени, како Кирил Ристецки, како Минио Гриновска, како Ѓорчев, како кој остана тамо, некој Илко Стефановски, Менде Марковски, една плејада од фантастични глумци, кои не смеев да ги заборавам. И тука уште нешто е карактеристично, тоа е што е и во овој циклус измешана колор и црно-белата фотографија. Тоа не е намерно направено, него направено е како што иде техниката и технологијата и ние фотографите мора да се адаптираме на таквите нешта. Значи, затоа и започнате 80-тите години со црно-бела фотографија, а за да потоа да продолжиме со колор. И жалосно е некои колор фотографии многу лесно може да се претворат во црно-бели, меѓутоа кога фотографирате веќе го имате во подсвест сето тоа и така мора да остане и така треба да биде забележено. Значи, се надевам дека можете да ја приметите во сите фотографии мојата искреност. Ова се фотографии на мигот. Ова се фотографии кои се чекаат долго, а траат многу кратко. И во принцип, мојата тајна во оваа област е, отприлика се сведува да никогаш не бидам централно поставен во театарот, секогаш во некој агол и секогаш да ја чекам завршувањето на репликата, односно како едниот глумец се кажува репликата, и како следниот што треба да одговори, треба да ја доживува и треба да одговори, тој миг ми е најинтересен, највозбудлив. Се надевам дека барем малку успеав и се надевам дека ќе ви ја разубавам вечерта и се надевам дека ќе отидете со убава и позитивна енергија од оваа галерија.